Предпладнево, драги мои браќа и сестри, најавив нешто што е свежо од вчера, а е тесно, многу тесно поврзано со Божиот народ или оние кои ги држат заповедите и ја имаат верата Исусова. Во Светото писмо, во 18-та глава, 3-тиот стих, стои запишано: зашто сите народи пиеја од нејзиното вино на блудот, се разбира метафорички, символички, од нејзиното, се работи за институција во женски род, да речеме црква. И царевите земски, овде наведени, чинеа блуд со неа, со таа институција или црква. Значи, чинеа блуд и сега трета работа, и трговците земски. Ова го подвлекуваме. Трговците земски се збогатија од богатството на нејзините сласти. Едно пророштво кое кога би го барале, би го нашле на крајот, еве сум ставил маркерот, на крајот од Светото писмо. Значи, сето претходно е на некој начин минато и на крајот овде 18-та глава, 3-тиот стих, трговците земски. Вчера се состанаа 14, денес 15 мај. Се состанаа секретарот на Соединетите Американски држави за трезорот. Значи, главниот трезор на Соединетите Американски држави, воден од Дженет Јелен. Па се најде и специјалниот пратеник на Соединетите Американски држави за климатските промени, многу апострофирани, нагласувани, а и името негово нам познато, Џон Кери. Па беше присутна Понтификалната академија на науките. Понтификална академија на науките при Светата столица. Тоа е званичното име, што ние популарно и популистички го именуваме како Ватикан. И една друга Понтификална академија за општествени науки. И таа со своите представници, значи два пати понтификална, понс, латински, токму на тоа мислев, Понтифекс Максимус, кој што
верувам со радост, ги гледа банкнотите, новчаниците на еврото од Европската Унија, на кои што дали се 5 евра, или 10 евра, или 20, или 50, или 100, или 200, или 500 евра, на сите е по некој модел на мост. Сите имаат мост. Понс, понтифекс, градител на мостови. И кој е тој, ако не, во наводници, светиот отец папа? Значи, еврата, знамето, сина боја со 12 жолти звезди, сето тоа е испланирано, дизајнирано од оваа институција која што и за вчера е главниот иницијатор за овој важен самит на највисоко ниво. А тука се најдоа и представниците на Светската банка. Американскиот трезор, Светската банка, па и интернационалниот или меѓународниот монетарен фонд. Фонд, се знае и тие се со финанси, со пари. Како и министерствата, значи сите трговци земски, наречени во Откровение 18.3, Министерства за финансии на Соединетите Американски држави, на Франција, на Шпанија, на Италија, на Германија, на Мексико и таму не може да фали, а да не бидат и на Аргентина, зашто од Аргентина дојде папата. Тие врски се негуваат. Сите презадолжени, а сега тој ќе им каже што наумил. Значи, тој самит вчера, 14. мај, петок, некој може ќе рече црн петок, беше насловен како интернационална конференција со поднаслов Сонот. Внимавајте. Сонот. Dreaming. За подобар рестарт. Трансформација. Правење, чинење на нешто ново. Рестартирање. Кога некогаш ќе ни се блокира некој од овие работи што ги носиме со нас, ресет или рестарт. И најчесто се решава проблемот со тој рестарт на овие работи. Пали гаси. Ама овој рестарт, што тој го наумил, да видиме кон што води. Значи, оваа конференција има за цел да изгради со интернационални напори, значи не индивидуални, приватни, туку интернационални напори,
за борба против нееднаквостите. Значи, забележал човекот дека има многу нееднаквости, го нарекувам човек, зашто е и тој човек. Така барем читаме во Библијата. Зашто е човек и неговиот број е 666. А кога велиме човек, значи тој не може да биде жена папа. Не може да се каже жена папа, туку човек папа. Затоа Библијата вели зашто е човек, машка особа. Сега да не навлегуваме во приватниот живот. Зашто би влегле во многу лавиринти. А и пост-ковид ситуацијата е проблем кој што веќе се назира, што после оваа пандемија, особено со економијата. Еве прилика да дискутираат. Повод е материјален. Тој ја носи, тој човек, ја носи со себе неговата трета книга, што ја напишал, како план, како дизајн за овој нов рестарт. И оваа трета книга му се вика Fratelli Tutti. Во превод, сите сме браќа. Fratelli Tutti. Да, по крв сите сме браќа од Адам и Ева и сестри. По крв. Ама Библијата сепак вели дека се две групи и дека не можат да бидат сите браќа, особено ако се работи за престап на Божиот закон. Значи, Fratelli Tutti, папската енциклика, трета негова книга, втората му беше Laudato Si, или Те фалиме Господе, особено потенцирано во таа книга или во 237-та точка беше неделниот закон. Од Laudato Si, Синьоре, да си фален Господе, имаме решение, неделата да биде решение, глобално решение за целиот свет, за излез од климатските промени. Многу има логика, но и нелогичности. Значи, во комбинација на финансиска солидарност на Fratelli Tutti, финансиска солидарност со интегрална екологија, да разговараат за важноста на Соединетите Американски држави и Ватикан во нивното партнерство за изградба на ново општество, одржливо и инклузивно.
Убаво накитено, нели? Ама ново општество. Домот, куќата ќе ги преуредиме. А тоа значи целокупниот живот на планетата Земја. Нешто ново. Изразот трговци земски го опишува глобалниот економски бизнис модел. Значи, во Библијата постои тој израз. Трговци земски. Како да не се трговци? Светска банка, Интернационален монетарен фонд, па Министерства за финансии на ова, на она земја, па Понтификална академија на науки, или за обштествени науки, друга Понтификална академија, академија до академија. Па секретарот на САД за трезор и така натаму. Тоа значи представува трговци земски глобален економски бизнис модел, што се обидува Рим да го креира. Инаку кој би ги свикал нив заедно да бидат? Не би се состанале. Немаат мотиватор. Ова е нивниот. И татко. Особено што има име тате. Во наш превод. Тате. Или татичко. Библијата ова како пророштво го прорекла неколку илјади години пред ова да се случи. Дека некој, бидејќи го апострофираме, го нагласуваме него, тој некој во последните денови ќе ги обедини нациите, по-конкретно обединетите нации, кои што се негова екс-катедра, говорница, како и Европската унија, која што му е негова говорница. Значи, ова пророштво предвидело дека некој во последните денови ќе ги обедини нациите, обединетите народи, нации, за да ја контролира економијата. Тоа е кунстот, тоа е суштината, тоа е вештината. Некој кој што ќе ја контролира економијата. Не знам дали сте навлегле некогаш во значењето на бар-кодот на секој производ на земјината топка. Со оние тенки, средно дебели и дебели линии, кои што означуваат производот е од таа и таа земја, тоа е значењето на баркодот, од таа земја, од тој град, од таа фирма и во која издавачка форма или производ, колку е на лагер тој производ. Дали е тоа книга, колонијална роба, се содржи баркод. А на секој баркод е
неговиот број 666. Секој бар код го содржи бројот 666. Зошто? Заради контрола негова. Бројот 6 е две тенки средно приближени црти. Две тенки црти. И тие секогаш се подолги на почетокот се, од баркодот, во средината и на крајот. 666. Две тенки црти. Погледнете на било кој баркод, било кој производ со тие црти, ќе ги видите трите шески. Значи, контрола на економијата. Трговци земски. Бил Гейтс, милиардерот, Сорос, фармацеутски компании, особено сега кога се во игра вакцините, и тоа милиарди, зашто првата вакцина е, да речеме, за неколку милиарди, па треба втора вакцина за милиарди. Па вирусот мутирал, па ајде сега нешто ново. Милиарди вакцини. А барем кај нас, овде слушавме, по колку биле спремни да плаќаат една вакцина. 60 евра. Македонија, преку владата, сакала да 60 евра да плати за една вакцина. Милиарди по 60 евра. Глава боли од тие бројки. Значи, ова. А ова во Библијата е мамон, парата. Богот на парата, мамон. Денес мамон диригира. Ако не може со пари, може со многу пари. Некоја работа да се реши. Така. Значи, библиското пророштво ова го предвиде, дека тој некој ќе ги обедини во последните денови нациите, народите, за да ја контролира економијата, односно баркодот и нивните компјутерски центри или банката која не подлежи на нивната, Ватиканската банка, не подлежи на никаква ревизија. Кој би можел на папата да му врши контрола? Кој смее? Да? Ете, во прилог на ова. Несомнено, папата Франциско е најпопуларниот и највлијателниот лидер во светот денес. Нема сомнение. А да се навратиме од 1929 година, 11. февруари, беше
создадена или излечена смртната рана со создавањето во латеранскиот договор. Во Латеран се одржа, затоа е Латерански конкордат, се создаде најмалата, но највлијателна држава во светот, која нема ни 1000 жители, државата нема ни 1000, најбогатата, највлијателната, кај што нема гинекологија, таму не се раѓаат, бидејќи нема жени. А умираат. Каква е таа држава кај што не се раѓаат, а умираат и највлијателна и најсилна? Значи, како лидер во светот денес, тој се обидува радикално да го елиминира, да го укине, што? Слободниот пазар, како систем, претворајќи ја глобалната економија во едноумие или комунизам. Во едноумие, како социјалистички, комунистички модел. Да? И совршено контролирање. Едноумие знаеме што значи. На 4. мај 2021 година, тоа беше пред 10 дена, тој го повтори неговиот повик за нова модерна економија, затоа што сегашната е, според него, во криза. А сегашниот финансиски пазар никогаш не бил, тој го тврди тоа, во фратели тути. Никогаш не бил пред таква финансиска инфлација како денес. Значи, најавува финансиска инфлација. Не подсетува на 90-тите, кога беше она? Так. Кога беа нули, милиарди, милиони, милиарди. Значи имаме шанса пак да станеме милиардери. Ама тоа е за наше добро. Не со тие нули, туку со приближувањето на она што е наша исконска желба да го дочекаме нашиот Спасител Исус. Значи, тој го нарекува сегашниот економски пазар неодржлив и опасен. И затоа повикува на глобална промена и на друг вид економија. Нешто како грижа за нашиот заеднички дом, велејќи се уште имаме време. Иако времето брзо истечува. Се уште имаме шанса. И тој на овој самит го има главниот збор. Меѓутоа, она што е за нас, како Божји верници, вознемирувачки, крајно вознемирувачки,
тоа што овие две глобални сили, големи сили од библиските пророштва, Соединетите Американски држави и Ватикан, се заедно. Тоа што не било, а што се случува пред наши очи. Вчера, зборувам за вчера, за вчерашниот ден, 14. мај. Значи, овие две големи сили, Соединетите Американски држави и Светата столица, односно Ватикан, како два главни играчи во книгата Големата борба, се завршните играчи во завршните настани на овој свет. Крајните играчи. А за Соединетите Американски држави, еве кој бил таму, сестра Цветанка беше, имаш искуство и си видела што земја е тоа. Оттаму сега дуваат многу ветрови наваму. Јас кога читам, слушам за правата, родова рамноправност, за ЛГБТ заедниците, за родител 1, родител 2, односно партнер 1, партнер 2. Еден проповедник своевремено, знаете што изјавил? Ако Господ не донесе осуда на Америка, Америка е инаку поширок поим, и Северна и Јужна Америка е, ама кога велиме ние Америка, мислиме на Соединетите Американски држави. Не на јужноамериканските држави, средноамериканските. Да. Туку мислиме на Соединетите Американски држави, ако Господ не донесе осуда на таа Америка, ќе мора да се врати кај Содомјаните, кај Гоморјаните и да им се извини. Ова е итен повик за правење планови според Рим. Сите светски проблеми ќе бидат решени штом папската енциклика Фратели Тути ќе стане закон. На 4. февруари оваа година тој го имаше еден друг свој самит со Антонио Гутереш. Кој е Антонио Гутереш? Генералниот секретар на Обединетите нации. Прва личност на Обединетите нации. И со сунитскиот лидер, внимавајте, сунитскиот лидер, на 4. февруари, ден на братство, прогласен од Обединетите нации. За прв пат во историјата на нашата планета прогласен ден на братството, тоа што го предложи, што го сугерира токму папата Франциско. Што ќе рече папата оп, Антонио Гутереш троп. Оп, троп.
Значи и над генералниот секретар имало некој поголем. А се знае, тоа е тате. Или папа. Драги мои браќа и сестри, една рака веќе почнала да пишува под зидот. Мене, текел уфарсин. Мерен си и измерен си. И си се нашол лесен. Невидлива, односно видлива рака на зидот тогаш во палатата во Вавилон на Балтазар, пред конечниот пад на Вавилон. Таа рака пишуваше таа вечер пред да влезе Кир со војската на пак пророчки убаво предвидено како да влезе, осушувајќи реката Еуфрат, коритото на реката Еуфрат, што минувала реката низ главниот град Вавилон, не брането, зашто река е река, ама сега нема река, пресушила реката. И таа вечер, кога раката пишувала, паѓа Вавилон, паѓа Валтазар и Кир, ослободителот. 146 години пред да влезе во Вавилон во 45-та глава од Исаија, по име запишан ослободителот Кир, кој што реки ќе пресушува. Реки ќе пресушува. Колку е сигурна Божјата реч, колку е веродостојна, колку ни дава надеж да и веруваме. Кир, името запишано негово, не бил ни роден. Кир ќе се вика. И затоа евреите, кога тие што биле во Вавилон, дошле со светите писма, царе, да си жив, еве го твоето име запишано. И така тие стекнаа милост од Кир, да им даде декрет да можат да се вратат слободно назад во својата земја. Значи, ако тогаш пишуваше раката, и денес пишува Божја рака на зидот, мерен си и измерен си и си се нашол лесен. Папските енциклики веќе се агитираат. Особено овие две, последниве. Зашто првата од трите беше по иницијатива на сега пензионираниот Бенедикт XVI, поранешниот кардинал Јозеф Рацингер, со надимок Ротфайлер. Сега е пензиониран. Сега практично се двајца папи. Едниот пензиониран, а другиот и покрај годините добро активен. Вчера самит со земските трговци. Значи, првата енциклика тој ја доврши, нешто како проект што
беше довршен на предходната влада, а ја довршила сегашната влада. Но, последните две енциклики, Laudato Si, Signore и Fratelli Tutti, се со негов подпис, дефинитивно. Сведоци сме на тоа дека Ватикан и Соединетите Американски држави од Откровението 13 глава се заедно во промоција на овие две енциклики. Laudato Si за неделниот закон, кој што и нашава земја, Република Македонија, веќе го има во собраниска процедура и кој што би стапил на 1. јануари 2022 година во сила. Неделниот закон, според кој кутрите пазарџии Господ им дава право, бидејќи е прв ден во седмицата, да работат, да заработат, да нешто однесат дома, а ги има во Македонија околу 22.000 пазарџии на тезга, и сега ќе добијат забрана во најубавиот ден за пазарење, најдобриот ден за пазарење, првиот ден на седмицата, да не смеа да пазарат. Ама, кога ќе можете? Па еве ви во сабота. Гледајте, перфидност, лукавост. Зошто во Крива Паланка, додека живеев како дете, саботата беше пазарен ден. Да, заради евреите, да ги избркаат. Во Струмицата куѓере. Свети Николи исто? Прилеп, Врање, Струга, така е, и Струга, саботен ден. Пазарен ден. А изгледа и Скопје ќе биде. Значи, проблемите ќе се решат, тоа е негово тврдење. Климатските проблеми со неделата ќе се решат. И наскоро ќе бидат овие папски енциклики, книги, водечки правила, кои што глобалистите ќе ги претворат во правило за спас на планетата Земја. Ова е мрежата на Ватикан. И повод кецна десетка, пандемијата, која им оди во прилог. Затоа ги повикуваат светските лидери. А секому му е мил животот, па сега пандемијата, ако сте ги виделе оние слики во реката Ганг во Индија, немајќи места и дрва за кремирање, ги телата и сврлале во реката. И прикажа тела во реката. Од што? Од ковид, пандемијата. Значи, со вчерашниот и предходните негови самити, но вчерашниот поприлично големи риби беа собрани и тој ги тресе работите драматично како политичар, не како верски лидер. Како политичар.
Се мора да се промени. А сегашниот систем мора да го доживее својот крај. Старото да го испратат, ова економија и крајот што го назира тој инфлацијски нуди решение. Со ново ресетирање, нов рестарт, со трансформирање на економијата. Значи, парите како платежно средство веќе во многу земји како и да не постојат. Се е сведено на картички, на пластика. На 4. спомнав февруари, на денот на братството, прв пат, тоа беше прв ден на братството, 4. февруари, папата пред цел свет изјави: или сме браќа, или сме непријатели. Ова веќе прозвучи, ова звучи на уцена. Значи, нешто што не подсетува на средновековието. Или. Што значи тоа или сме браќа, или сме непријатели? Значи, тој знае да биде и непријател. Најавува. Тоа што го читаме во големата борба. Еве, тоа го кажа на 4. февруари. Сега сме мај. Пред 3 месеци, да речеме. За целиот свет да го слушне. Но нашиот драг Господ Исус ќе завршиме со еден цитат од книгата Рани списи. Зборува за Божјата љубов кон неговиот народ. Значи, заробениците во Вавилон. Песната на евреите од Вавилон во Набуко. Песната на евреите. На. Ја знаете таа мелодија? Да. На врбите крај Вавилон ги обесувавме нашите харфи. И оние кои што не заробија велеа: пејте ни песна нова. Нов рестарт. Нов рестарт. Или она што своевремено на денот на инаугурација познатото име Роналд Реган, еден од председателите на Соединетите Американски држави, изјави: ние во Америка ќе пееме песна која што целиот свет треба да ја научи. Пејте ни песна нова, говореа оние кои што не заробија. Како ќе пееме нова песна кога сме во туѓа земја? Тоа беше нивниот одговор на евреите во Вавилон, заробените евреи. Ми беше покажана, вели Божјата слугинка, Божјата љубов кон неговиот народ. Таа е на вистина голема.
ги видов ангелите како со раширени крилја бдеат над светите, над Божиот народ. Секој од нив, значи секој поединец од Божиот народ, има свој ангел, пратител, како? Или придружник, пратител. И кога некој од верните ќе заплаче, има и зошто да се заплаче, нели? Овој свет, Божјата реч го наречува солзна долина. Солзна долина. И ако некој од верните заплаче од обесхрабрувања или се најде во некоја голема опасност, неговиот ангел чувар брзо одлетува горе, носејќи ја таа вест дека Божиото дете плаче. И ангелите во светиот град престануваат да пеат. Замислите, сите ангели престануваат да пеат затоа што едно Божјо дете што се нашло во неволја, во опасност, обесхрабрено, солзи му течат. А тоа ангелот придружник го гледа и брзо носи вест, порака горе. И ангелите кои што обично пеат, го слават Бога, престануваат да пеат. Тогаш Исус испраќа друг ангел да го охрабри малодушниот, да внимава на него, настојувајќи да го сочува. Ова е многу важно за нас, браќи и сестри. Тој друг ангел е испратен со цел да те сочува, да ме сочува, за да не свртам лево и десно од тесната патека. Нашата патека е тесна, не е широкиот пат. По широкиот пат оди овој свет. Меѓутоа, ако овој, кај кој што дошол ангел испратен, друг ангел од Исуса, не обзирајќи се на грижата или помошта на ангелот и не дозволувајќи го да го утеши и понатаму продолжува да врти лево или десно, тогаш ангелот почнува да плаче. Се растажува и плаче. Оваа жалосна вест ја носи горе растажениот ангел и сите ангели во светиот град плачат, говорејќи гласно Амин. Но кога светите ќе го вперат својот поглед за наградата која што ги очекува и го фалат и слават Бога, тогаш ангелите чувари носат во светиот град радосни, добри вести, а ангелите од градот, допирајќи ги жиците на своите златни харфи, громко ќе запеат Алелуја. Значи, или плаче Божиото дете, или плачат ангелите за некој кој што не мари за Божјата грижа и љубов. Некој мора да плаче. Или ние, или ангелите за нас. Но во ова што може да се огледа?
големата несватлива Божја љубов, старање, грижа за својот народ. Ете, драги мои браќи и сестри, знаејќи што се случува на земјава во овие последни мигови од историјата на човечкиот род и што се случува на небото, какви се активности за спас на една душа, може само да кажеме дека работата е пресериозна. Навистина сериозна, загрижувачки сериозна, зашто во прашање се души за спасение или за погибел. Господ да ни помогне, нам, на нашите мили и драги, да бидеме во центарот на, се уште во вниманието на нашиот Господ, да не го разочараме, да не го нажалиме, зашто може да се ожалости и да не останеме сами. Тоа е најстрашното. Како детето што му пружа рака на родителот. И тогаш е најсигурно кога поминува улица, така и ние цврсто да се држиме за Господа. Тоа е и решението, тоа е и спасението, тоа е и вечниот живот, кој што многу скоро, верувајте, браќи и сестри, многу скоро ќе се заврши како раката што пишува и утредента нов рестарт, ама тој рестарт ќе биде ново небо и нова земја. Таму ќе бидат сите фратели тути. Овде само може да е илузија. А вистината за фратели тути, за спасението, за новиот рестарт е со Христовото скоро доаѓање. Нему нека му е слава вечно. Амин. Господе Исусе Христе, драг Спасителу наш, кој си нашиот посредник, нашиот медијатор помеѓу нашиот и Твој Отец и нас, Ти благодариме за светиот саботен ден во кој што уживавме во Твојата реч, која што за нас значи небесна мана, небесен леб и спасение, план на спасение што ни го понуди. Ти благодариме за сите Твои татковски пораки, да се свртиме, бидејќи е сега времето на пробудување, ако и сме подзаборавиле некои работи. Сега е времето да се обратиме целосно со срце, душа, мисли, тело и наскоро со раширени раце да те поздравиме, извикувајќи еве го нашиот Господ, Спасителот, Месијата, Исус Христос, повтор пат на оваа земја. Господе, не те молиме само за нас, туку и за сите наши мили и драги, кои каде се наоѓаат, за нашите деца, нашите внуци, нашите роднини, родители кои што ги имаме, пријатели и непријатели, Господе, те молиме за секого да најде утеха и спасение во Твојата преградка.
Благословине и сега во настапот на новата седмица. Нека Твоите ангели, чувари, придружници во нашиот живот бидат наша предна и задна стража во ова опасно, несигурно време, да бидеме достојни на името што го носиме, следбеници на Господ Исус Христос, кои што наскоро ќе влезат низ капијата во златниот Ерусалим. Дај, Господе, да бидеме сите во тој број на спасени, никој да не биде загубен, туку сите да се најдеме во вечноста, каде што ќе нема проблеми, болести, непријатности, ќе нема ни смрт. О, каква убава иднина ни нудиш! Зарем нешто треба да ни ја оттргне од нашите раце таа иднина, од нас самите? Затоа Ти се обраќаме искрено со молитва, Господе, и за сите болни, немоćни, сите кои што зависиме од Тебе, нека Твојата милостива рака биде над нас во новата седмица, во остатокот на нашиот живот, а Тебе нека Ти е вечна фала, благодарност, во името на Господ Исус Христос, кој умре на крстот на Голгота за нас, и Духот Свети вечно. Амин.